тимот кој успева. Ова е народ. Ова е тимот кој не подклекнува и не ја витка кичмата. Секогаш било така и ќе биде додека ви имаме вас и додека вие не имате нас. Се додека функционираме како тим. Тим Македонија. Гордо и достоинствено. Државата пред се. Има ли зборови што подобро го опишуваат председателот Иванов? Има ли слоган што подобро ќе ја отслика неговата филозофија и начинот на неговото работење во изминативе 5 години? Изминатиот период со председателот Иванов имавме многу искушенија низ кои поминавме заедно. Се соочивме со многу ризици, но секогаш работевме како тим. Можам да кажам дека буквално во секој момент, секој ден, председателот Иванов се однесуваше како вистински врховен командант на армијата на Република Македонија. Храбро и безкомпромисно. Секогаш храбро кога е во прашање Македонија. Тоа е нашиот председател. Безбедноста на граѓаните и заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија за него беа и остануваат приоритет. Почитувани пријатели, кого го имаме на другата страна? Го имаме човекот што му беше десна рака на Црвенковски при носењето на најкатастрофалните одлуки за Македонија. Човекот кој го советуваше за катастрофалната територијална поделба и човекот кој му кажуваше дека треба да се калкулира во сите кризи, дека треба да се толерираат сите безбедносни закани врз Република Македонија, како што заедно ја толерираа Кондовската група. Тој не може да биде ниту мој, ниту ваш председател. Ајде да му порачаме сите заедно одовде од Куманово, дека помина времето кога преку пазарење со државните интереси, без да бидете вие прашани, без да биде народот прашан, некој можеше да се дограби и да ја узурпира функцијата председател и да носи одлуки во името на сите нас. Почитувани присутни, навистина е гордост да се биде дел од тимот кој секогаш ја имаше поддршката од председателот Иванов. Јас сум посебно горда што како министер за внатрешни работи ја извршувам функцијата токму во една влада каде што премиер е Никола Груевски во времето кога председател е Ѓорги Иванов. Работиме и ја градиме Македонија како дом за сите нејзини граѓани. Независно дали сме македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци, сите сме Македонија. Куманово е дел од меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот во Македонија. Како председател го бранев и ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Председател сум на сите граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам ако ја добијам повторно вашата доверба. Затоа наоѓа време да одам и кај православните христијани, и кај католиците, и кај протестантите. Одев и во џами, одев и на ифтари, одев и на Ханука кај евреите. Тоа беше моето мото, еден за сите. Бев присутен кај сите, затоа што има многу религии, но има една вера, вера во Бога. Работиме посветено и сложно, бидејќи само слогата куќа гради, а нашата куќа, нашиот дом се вика Македонија. Сите сме должни да ја чуваме и да ја градиме, бидејќи каква Македонија градиме, таква ќе ја имаме. Драги сограѓани, целиот мандат работев напорно. Се водам од принципот на отвореност и соработка во надворешната политика. Градиме добри односи со соседите и ја поттикнуваме преку граничната соработка. Тоа не го работам сам. Имаме исти цели со премиерот,
со министрите, со градоначалниците. Ја развиваме Македонија, ги браниме државните интереси. Со напорни реформи дома и отвореност кон надвор, успеавме да создадеме поволна бизнис клима и да привлечеме странски инвеститори. Драги пријатели, пред овие избори, по барање на СДСМ, имаше измена на законот за избори. Што ли не побараа да се промени во тој закон? Веќе јас самиот не знам што се промени и какви се нејасни елементи и какви не глупости влегува во законот. Само за да ги удоволиме, да не зборуваа дека изборите не биле чисти или изборите не биле онака како што треба да бидат. Се им прифативме. И затоа во овие денови молчиме, не зборуваме ништо конкретно за она што ќе го понудиме за Македонија за наредните 4 години. Но, драги пријатели, неделат уште 24 часа, кога утре вечер на Скопскиот плоштад Македонија ќе ја промовираме новата програма за наредните 4 години. Програмата на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Само уште 24 часа и народот ќе може да види какви сериозни и крупни проекти се планираат за наредните 4 години. 2046 нови проекти во програмата ќе можете да ги видите од утре натаму. Од утре натаму ќе почнеме да разговараме со конкретни работи, со конкретни дела. Тука е нашата сила, тука е нашата моќ. Драги пријатели, ние по најмалку две работи се разликуваме од Социјалдемократскиот сојуз. Прво, тоа е нашиот даден збор. И тука се виде голема разлика. Имаше можност и СДСМ во минатото да бие на власт и да дава збор и да видиме колку тој збор го исполнува. Имаше можност и ВМРО ДПМН да види, да даде збор и да се види колку го исполнува. Тука разликата е огромна. И тука е нашата предност. Првата наша предност и првата наша сила. Нашата втора голема предност е во квалитетот на програмата која што ја нудиме за развој и напредок на Македонија. Од утре натаму почнува презентацијата на новата 4-годишна програма. Од утре натаму сите вие ќе можете да видите на кој начин Македонија во наредните 4 години ќе оди напред. На кој начин владата ќе ја гради понатамошната иднина на Македонија, се разбира заедно со председателот Ѓорги Иванов. Затоа, драги пријатели, повикувам од утре натаму да се фокусираме на конкретни работи, на содржината на таа програма. Веќе е јасно дека тоа што ВМРО ДПМН го нуди и тоа што ВМРО ДПМН го ветува и дава збор, дека ќе биде исполнето. И ние таа доверба нема никогаш да ја прокоцкаме. Ние знаеме дека тешко се стекнува доверба, а лесно се губи. И затоа многу внимателно ја подготвувавме таа програма. Многу внимателно, со многу пресметки, со многу собрани луѓе, експерти, искусни луѓе од сите страни, собирајќи многу идеи од многу страни, од граѓани, од експерти, експерти од Македонија, експерти од надвор. По многу анализи ја составивме таа програма со 2046 нови проекти за граѓаните на Република Македонија. Драги пријатели, ние знаеме дека најголемиот проблем во Македонија е невработеноста и економијата. И токму на тоа сме најмногу насочени и фокусирани во минатите години, и токму на тоа ќе останеме најмногу насочени и фокусирани во идниот период. Гледам дека опозицијата, СДСМ, повремено кога оди по места каде што има повеќе земјоделци, не критикува дека понекогаш субвенциите доселе. Драги пријатели, ќе ги потсетам од оваа говорница.
дека можеби понекога се случува кај нас да задоцне некоја субвенција. Ама бре луѓе, во нивно време немаше субвенции. Па како не им е срам денеска да зборат за некоја субвенција некому ако му закаснила 10, 20 или 30 дена, луѓе кои што додека имаа довербата на народот, не помислуваа на земјоделците да им дадат субвенција и да им помогнат. Ги сметаа за некоја шеста класа, кои што нема што да барат од владата и со кои што нема што тие да седнуваат на маса и да разговараат. Седнуваат со нив само кога им дојдеа пред владата масовно десетици илјади земјоделци да протестираат. Тие луѓе денеска имаат лице да излезат и да кажат, не знам во Ново Село или во Босилово, 20 дена или 30 дена се случило да задоцни субвенцијата. Не можам да разберам како не им е срам и како помислуваа дека народот има толку кратко паметење, да не може да се сети дека во времето на СДСМ, точно, не каснеа субвенциите, ама не каснеа бидејќи ги немаше. Тоа е исто како она изрека вели, најмалку греши тој што ништо не работи, ама тоа е најголемата грешка. Најмногу греши тој што работи. Меѓутоа, тој што работи, тој ја добива почеста и почитот од секој кој што го наблюдува неговото работење. Драги пријатели, ова се денови кога народот на Македонија уште еднаш ќе застане зад прогресивните сили на Македонија, кои што покажаа голема разлика. И народот ќе покаже дека знае да прави разлика. Дека знае да прави разлика помеѓу оние кои што денонокно работат да создадат нови дела и оние кои што даваат се што е во нивна мог да ја помогнат на Македонија. Од оние кои што се само сваткоречиви, кои што се можеби добро извечбани говорници, кои што ви звучат пријатно кога говорат, ама кога им ја дадете довербата или кога сте им ја дале во минатото, ништо од она што го ветиле. Затоа народот на овие избори ќе ја даде довербата на оние на кои што државата им е пред се и ќе покаже дека знае да направи разлика. Да живее Куманово! Да сте живи и здрави! Да се видиме утре во Скопје! Да се видиме на презентацијата на досега најдобрата политичка програма во Република Македонија. СДСМ никогаш немале програма, па мораме да се споредуваме со нашите. Но ова што утре вечер ќе го видите е најдобрата политичка програма било кога подготвена во Република Македонија, најквалитетната политичка програма. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее Европска Македонија. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорги Иванов за председател.